Следите ново издание на регионалните вести. Дел од каскадните брани на реката Пена, кои по поплавите во саботата беа целосно уништени, веќе не можат да спречат наноси. Тоа представува потенцијална опасност од поплави во Тетово. Невремето кој изминатиот викенд го зафати Тетовскиот регион, речиси целосно ги уништи дел од решеткастите брани, до оштечението на река Пена. Браните оставени со децени на забот на времето кои имаат функција да го заштитат градот од нови поплави и наноси. Можат во секој момент да сурнат, ако не се санираат и не се исчистат од камењата и дрвјата, со кои беа затрупани за време на големите врнежи, предупредуваат експертите. Овие заштитни брани што ги имаме на река Пена, ако не ги одржаваме, ако не ги чистиме, секоја нареден дожд, секоја наредна поголема вода што ќе се појави на река Пена, ќе имаме и последици и големи штети од лево и десно на коритото на река Пена. Значи покрај патот за Бањиче, покрај објектите што се тука и самото корито ќе трпи своји штети од големите води. Геологот Багашов вели дека земјата е презаситена со водена маса, затоа треба да се внимава и да се обрне внимание на регулирањето на водотеците, кои најчесто во шумските подрачја имаат слободен пат, што е главна причина за ерозијата која се активира за време на големите дождови. Слечиштата се главно резултат на човечкиот фактор, кој во време на климатски промени неодговорно се однесува кон животната средина. Не помина една година од ланските катастрофални поплави што беа во Тетово, се случи уште еднаш големи врнежи, исто така со големи наноси на материјал. Сето тоа ќе нас треба да ја пробуди свеста како треба ние да влијаеме на околината. Значи имаме неконтролирано сечење на шумската вегетација, имаме неконтролирано сечење на дрва во шумата, имаме нередовно чистење на потоците, на реките. Значи сето тоа е човечки фактор кој допринесува за да имаме такви штети и со такви последици. Од Центарот за управување со кризи велат дека од утре ќе се почне со расчистување на браните. Нивната санација според општинските власти е дел од акциониот план за превенција од нови поплави вреден 25 милиони евра, но на терен нема никакви активности. За неговата реализација се уште се чека владата да одобри пари. Инаку состојбата по поплавите во Тетовско се нормализира. Патот Шипковица-Бродец кој беше затрупан со наноси од камења и земја е целосно прооден, а градежна механизација работи на расчистување на коритото во Голема речица, чиј водостој полека се намалува. Работната екипа на општина Тетово дирекција за заштита и спасување како и армијата на Република Македонија работат на расчистување на патиштата и протокот на водата во село Шипковица. Со одлука на Републичкиот штаб за менаџирање со кризи се обврзува армијата на Република Македонија и дирекцијата за заштита и спасување да врши кршење на големите карпи над патот Шипковица-Бродец. Од општина Тетово ги информираат лицата кои како последица на врнежите имале штети на земјоделското земјиште, истите да ги пријават во канцеларијата на регионалната единица за земјоделие во Тетово, која се наоѓа во објектот на локалната самоуправа. Низа препораки до населението погодено од поплавите упатија од Институтот за јавно здравје и Министерството за здравство. Целта е да се заштити населението од болести да се избегне нивно ширење. Во насока на заштита на здравјето, низа препораки до населението погодено од поплавите упати од Институтот за јавно здравје и Министерството за здравство. Флаери со препораките веќе се разделени меѓу населението од Скопскиот и Тетовскиот регион, а целта е да се заштити населението од болести и да се избегне нивно ширење. Надлежните служби апелираат до загрозените граѓани да побараат медицинска помош доколку се повредени. Имаат срцеви болки, имаат пролив, повраќање, висока температура, вртоглавица, хронична болест, каснати се од некое животно или друго. Околу чистењето на куќите зафатени од поплави, надлежните препорачуваат да се употребуваат ракавици, чизми, заштитни очила и маски. Облеката која била во контакт со вода од поплавата да се испере со детергент и топла вода, одделно од другата облека. Предметите кои биле во контакт со вода од поплавите да се фрлат или да се исчистат со топла вода и детергент. Да се употребува пакувана, превриена или дезинфицирана вода. Водата да се преврива и редовно да се биде во тек со информациите околу исправноста на водата. Ѓубрето да се фрла во канти или пластични кеси наменети за таа цел,
а детскиот и човечкиот измет да се отстранува брзо и внимателно. Треба многу да се внимава и околу подготовката на храна, да се одржува редовна хигиена на рацете, да не се употребува храна која била во допир со поплавите, храната добро термички да се обработи, а да не се остава сготвена храна подолго од 2 часа на собна температура. Од надлежните служби порачуваат дека населението погодено од поплавите не смее само да отстранува умрени животни, да се избегнува гризење од глодари и вдишување на животинска урина со носење на заштитна облека, обувки и маски, да се заштитат од згаснување од комарци и да се контактираат центрите за јавно здравје поради добивање упатства во врска со санитарните прашања и контролата на инсектите и глодарите. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово со хуманитарна акција за помош на населението од поплавениот Скопски регион. Преку донации тие обезбедија вода, хигиенски средства и прехранбени производи. Од комитетот информираат дека се отворени 2 нови пункта за донација во градот, во просториите на комитетот и во Саат Мало. Голема благодарност од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово кон сите граѓани, кон сите хумани граѓани од Тетово и од околината кои што се одзваа на нашиот апел за повик за собирање на помош и донации за настраданите од поплавите во Скопје и во околината. Еве денеска веќе имаме една голема пратка собрано со вода, хигиенски средства, прехранбени продукти кои што веднаш ќе бидат доставени на граѓаните во поплавените подрачја. А нашите пунктови продолжуваат и понатаму да функционираат секој ден од 10 часот до 20 часот. Едниот пункт е отворен во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово или Каршија судот во Тетово, додека другиот пункт функционира кај Саат Џамија, односно во Саат Мал. Овие пунктови ќе функционираат се додека граѓаните имаат потреба од достава на хуманитарна помош. Се надевам дека ова ќе биде уште еден поттик во што поголем број помасовно сите тетовчани да покажат својата солидарност како што минатата година ја покажа Македонија со Тетово и со тетовските поплавени подрачја. Ига од село Стајковци вчера околу 20 часот и 40 минути сам го пронашол телото на своето 12 годишно дете кое претходно било пријавено за исчезнато во невремето, потврди од МВР. Телото на детето е пронајдено на последната постојка за автобусот 65 во населбата Сингелич. Детето заедно со својот дедо, таткото на Ига, за време на поројниот дожд во саботата се возело со трактор. Околу 22 часот во близина на крстосница меѓу улиците 8 и 5 наишол голем воден бран кој го превртел тракторот. Водата почнала да го носи детето кон местото викано Попово Мало, откаде му се губи трагата. По извршената идентификација по наредба на јавен обвинител телото на детето е предадено на семејството. ДЖФ 18 годишен пак вчера попладне во 18 часот ја пријавил за исчезната својата 16-месечна внука од брат му кој почина во невремето. Таткото и ќерката на 6 август околу 20 часот се движеле со возило во близина на обиколницата Смилковско езеро, кога на нив наишол голем воден бран. Водата почнала да го носи возилото и од тогаш на детето му се губи трагата. Како што велат од МВР се преземаат мерки за пронаоѓање на детето, но до овој момент нема нови информации во врска со него, ниту за какви било други случаи на починати и повредени од досега објавените. Заклучно со денеска официјалниот број на загинати во невремето што го зафати Скопско во саботата достигна 22 лица. Фрижидер и електричен шпоред денес беа донирани на семејството Ангелевски од село Барвеница, во кое неодамна дечињата останаа без татко. Помошта ја обезбеди Тетовско-гостиварската епархија. Тетовско-гостиварската епархија секогаш во рамките на своите можности помага семејства кои што навистина имаат потреба. Ева и оваа година сме во семејството Ангелевски од селото Барвеница Тетовско. Решивме да дадеме донација во рамките на нашите можности да го помогнеме ова семејство. Нашата мисија како црква е токму и тоа, да помогнеме онаму каде што највеќе има потреба. Слава на Бога, секога сме тука каде што ќе има потреба. Повторно ќе кажам, во рамките на нашите можности како епархија при Македонската православна црква. Благодарам многу за црква, за помош си не дај, епархија не владикен, не свите. Не многу не потребет сега. Во сообраќајна незгода на автопатот Тетово Скопје повредени 2 српски државјанки. Автомобилот со кој се возеле се превртел. 2 српски државјанки повредени во сообраќајна незгода вчера во 15 часот на автопатот Скопје Тетово.
Патничкото моторно возило Citroen Xara со српски регистерски ознаки, управувано од 58 годишната жителка на Република Србија, се превртело на патот. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобила 58 годишната жена, возач на возилото, а со патничката на возраст од 20 години од Република Србија се здобила со телесни повреди. На повредените им била укажана лекарска помош во ургентниот центар Скопје, пошто жената која го управувала возилото е задржана на клиниката за пластична хирургија, додека 20 годишната девојка е пуштена на домашно лекување. Извршен увид на местото на настанот, информираат од МВР. Вчера во атар на село Неготино Гостиварско во близина на угостителски објект, полициски службеници од полициското оделение Галате забележале дека има израснато диви растенија слични на канабис сатива. Увид на местото ќе се врши во текот на денешниот ден. Местото е обезбедено од страна на полициски службеници. За настанот е известен јавен обвинител. СВР Тетово поднесе кривична пријава против жител на Тетово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело фалсификување пари. На 11 мај 2016 година околу 22 часот и 35 минути пријавениот во село Требош Тетовско во маркет пуштил во оптек фалсификувана банкнота во апоен од 1000 денари, а поради сомнителноста на банкнотата сопственикот на маркетот го пријавил случајот. Во пресрет на престојната второлигашка сезона закажа непријателски надпревар помеѓу градските ривали Тетекс и Љуботен. Надпреварот ќе се одигра утре со почеток во 19 часот на игралиштето на Агенцијата за млади и спорт на спортскиот центар во Тетово. Турција влегува во многу различен период во односите со Русија, рече турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган. Тој вели дека соработката меѓу двете земји ќе помогне за решавање на регионалните проблеми. Ердоган денеска е во посета на Санкт Петерсбург, каде се сретна со рускиот претседател Владимир Путин. Тоа е нивната прва средба по заладување на односите откако турски воени авиони срушија руски хеликоптер во близина на границата со Сирија. Во пресрет на средбата со Путин, Ердоган рече дека сака да ги ресетира односите со Русија. Една нова страница ќе се отвори во руско-турските врски. Оваа нова страница ќе вклучува воена, економска и културна соработка, изјави Ердоган. Непознат маж синоќа нападна со нож минувачи на една од улиците од германскиот град Магдебург во провинцијата Саксонија Анхалт, при што повредил една жена. 64 годишната жена веднаш била префрлена во болница и се наоѓа надвор од животна опасност. Според очевидци биле повредени уште најмалку 2 лица. Полицијата соопшти дека напаѓачот успеал да побегне, но се трага по него. Според првичните информации станува збор за маж на возраст меѓу 25 и 35 години, а причината за нападот засега не е позната. Обединетите нации повикаа на хуманитарна пауза во борбите во северниот сириски град Алепо. Од светската организација велат дека со борбите се оштетени водоводната мрежа и електричната инсталација во градот, па треба време да се санираат. Но и покрај повикот владени авиони бомбардирале делови од Алепо денеска, велат сириски активисти. За време на викендот милитантите скршија дел од опсадата од страна на владените сили и го пресекоа главниот пат преку кој тие доаѓаат до градот. Од Обединетите нации велат дека повеќе од 2 милиони цивили во градот живеат во страв од опсада. Пожар кој многу брзо се ширел во јужниот дел на Калифорнија предизвика евакуација на неколку десеттици домови. Жителите во реонот на Семит Вали вчера попладне добиле инструкции да ги напуштат куќите. Пожарот за многу краток период зафатил огромна површина, а неколку делови од 2 автопати се затворени за сообраќај поради огнената стихија. На 1000 луѓе, меѓу кои преживеани и роднини на жртвите, присуствуваа на одбележувањето на 71 годишнината откако јапонскиот град Нагасаки беше уништен со атомска бомба во Втората светска војна. Речиси 75.000 луѓе загинаа директно или по радиацијата на атомската бомба која САД ја употреби врз Нагасаки. Градоначалникот Томихисо Тауе му се заблагодари на претседателот на САД Барак Обама за посетата на Хирошима годинава, што беше и прв ваков случај на американски претседател по атомските бомби. Денес имавме претежно облачно време со повремени сончеви периоди. Попладне наместа се услови за слаб дожд. Утринските температури се движеа од 14 до 18, а дневните од 20 до 29 степени.
Утре не очекува претежно сончево време со локална облачност. Утринските температури ќе се движат од 17 до 22, а дневните од 24 до 34 степени. Со информацијата за времето ги завршуваме денешните регионални вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.